Здраво на сите. Во продолжение на претходното видео се надоврзувам со истата тема. Денес ќе зборувам за подтемите на односите, изборите, одлуките, акциите на лично ниво, но и на колективно ниво. Односите, комуникацијата со себе, со луѓето околу нас и сите појави кои што произлегуваат пред и после нив, се само знаци за човековата свест, која што е поврзана со информациите кои што сакале или не сакале циркулираат низ човековата свест од почетокот на градењето на свеста и низ времето кое што древната мудрост се потиснувала и се потиснува во заборав. Сето тоа резултира од стравот кој што почнал да се заканува по животот на човекот, но и низ општеството и светот воопшто. Денеска тежината на животот се должи на заборавот на свесноста кај личноста и кај колективот, на мудроста, со наметнување на нови програми кои го потиснуваат минатото, ја потиснуваат меморијата и се создаваат програми за наведум нова и светла иднина, а при тоа чувството и доживувањето се тие кои што ни се показатели за тежината која што внатре во себе секој ја доживува. Чувствата преку физичките сензации, преку физичката болка, преку тежината која што ја чувствуваме на плеките, преку менталната конфузија, предизвикува да ја губиме сегашноста, да го намалуваме вистинскиот потенцијал, и со тоа да ја губиме мудроста, да ја намалуваме креацијата за креирање со високи вредности, затоа неопходно е да се потсетиме и во сегашноста да се водиме според индивидуалното чувство, она чувство кое што не е пријатно да го видиме, да го слушнеме, повторно да го доживееме,
Потребно е да се навратиме кон сето тоа, за да видиме која е пораката, што значи тоа доживување и со таквото враќање на меморијата да ја враќаме и мудроста. Физичкото тело е медиум кое што преку негово поврзување можеме да го вратиме фокусот на право место, за да ни ја покаже светлината кон себе. На 28 и на 29 март, преку обуката, ќе ја обединиме заедничката свест и може да го осветлуваме физичкото тело, за да ја разјасниме менталната конфузија и да се враќаме кон корените. Во описот на видеото има насоки и информации за обуката и поддршката која што ќе следува после овие 2 дена. Ве поканувам да го следите вашето чувство и ве очекувам да се информирате дополнително за сето ова што ќе следува на 28 и на 29 март. До следното видео, до следните пораки, ве поздравувам.